Почитувани добрани, дојдовте во новата емисија Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија посветуваме внимание на болести на кожата или поточно за оние кои страдаат веќе го знаат виталиго. Добар ден, добрани, дојдовте повторно во емисијата. Добар ден и добро ве најдов. Да ги најдеме и вашите гледачи во добро здравје, нека бидат живи, здрави и среќни и нека немат вакви проблеми со вакви заболувања. Тука сме да зборуваме денеска за виталигото или болест на кожата. Всушност, за каква болест се работи? Оние кои веќе го имаат и кои страдат од оваа болест, претпоставувам дека веќе го знаат. За несреќа тоа е заболување на кожата предизвикано многу често од хормонални причини, но и од лоша исхрана, лоши услови на работа. Сега се испитува дали има и за несреќа или среќа, дали е и наследно. За среќа не е наследно виталигото, но тоа е заболување кое се стекнува во тек на живот. Према тоа, вонапред да кажам дека треба да се многу внимава да не се доведе човек, ни еден, ни дами, ни машки, ни деца, во состојба да имат заболување на кожата, виталиго, затоа што лечењето е многу тешко, многу споро и што е многу важно, предизвикува голема несреќа, особено кај женските деца, кај дамите. И за несреќа виталигото се појавува насекаде, вклучувајќи го и лицето на луѓето. И лицето и рацете, оние видливи делови на телото. Така е. При што да кажам, луѓето кои имат виталиго се многу несреќни, избегаваат да се дружат во друштво, имат проблеми со прелазите на границите, затоа што ако он биде излекуван, е сликан кога имал виталиго на дел од лицето или обратно, сликан кога нема виталиго, а потоа има виталиго на границите на прелазите, тоа го приметуваат полициите и царинарните органи. Но да кажам дека виталигото за среќа не е у многу голем процент на луѓе, но не е ни мал, но загрижува што е во еден подем. За сега се смета дека виталиго има кај луѓе некаде околу 2 до 3%. Но некогаш бил и испод 2%, сега тенденцијата на пораст е поголема и од литературата која јас многу често ја користам за такви екстремни заболувања, гледам дека виталигото зима голем замав кај сите раси од луѓето, кај сите категории од луѓето и на сите континенти, така да тај процент на зголемување на виталигото од заокружено од 2 до 3% мине веќе 5% кај луѓето, што е многу загрижувачко и ствара додатни проблеми и големи трошкови за лечењето на луѓето преку медицински препарати, хормонални препарати. Но најголема несреќа е психичкото патење на луѓето кои имат несреќа да оболат, особено кај малите од виталиго. Да објасниме, тоа се бели дамки на рацете, на нозете, на лицето на оболениот, така? Дамките се различни. Може да бидат бели, може да бидат розикави, може да бидат црвени, темно црвени, па дури и лилјакови. Тоа значи дека кај секој човек, дури и да се у иста фамилија, не мора да бидат дамките исти. Така, кај луѓето кои имат бели дамки, вообичаено во нашиот крај, луѓето вулгарно ќе викат шарените. Зошто е шарен? Природниот тен, знаеме нашиот природен тен како е, он е слика која што е покриени, да кажеме, органи, односно покриено месото со кожата. Па какво не е месото, на некој начин и кожата е таква, но кај овие кои имат несреќа да имат виталиго, одеднаш се појават некои дамчи, прво како точки, ајде да кажеме на лицето, прво на некое истакнано место под очите, да кажеме на истакнените делови, потоа некаде околу челото, за да после го запане, да кажеме, целиот или половината од образот. Што значи дека од мало нешто стане повеќе. И што е многу лошо, кај некои луѓе од појава на бели обезбојување, почна да се јавуваат и други бои. Затоа сега нашиот народ крстил такви несреќни луѓе да ги вика шарени, што е многу вулгарно и не би требало да биде експлоатирано, него на такви луѓе и на такви несреќи што имат луѓето треба да се гледа на некој начин со жалост, но и со почит,
и со желба да бидат излекувани. Тука сме да дадеме природни билки, рецепти и чаеви како би можело на природен начин да се излекува ваквото виталиго или болест на кожата. Кои се оние природни билки кои вие ги препорачувате при ваква болест? Па поред природните билки, голема улога игра и исхраната, односно и плодови, кои што, да кажеме, се од некои растенија, билки дрвенасти или така приземни, и би било добро, да кажеме, поред чаевите што ги има, да се користат и плодови кои што делуваат на некој начин, да кажеме, како природни меелеми, но преку храната. Не со мачкање на оболеното место, него со исхраната. Така да и чаевите кои што сега ќе ги препоручаме, делуваат на подобрување на хормоналната функција на жлездите на луѓето, кои што постојано работат и ги имаме на сите страни на телото, работат на стварање на хормони кои што го прават човечкото тело да биде у тој облик, да биде у таа големина, да има таа боја која е често пати и наследна, да кажеме, кај луѓето од жолтата раса или од црната раса или црвенокочците, сите имат тие особини, но и кај белата раса наследно е и обојаноста на човечкото тело, не само на лицето, него на целото тело. Така и тука, поради тоа што целиот систем, каков изгледа, каков е створен одреден сој или одредена раса, луѓе е веќе наследен. Така да и појавата на виталиго не е само кај една раса или кај еден сој на луѓе, но кај некои помалку приметен. Например, помалку приметен е кај луѓето од жолтата раса, затоа што и појавата на виталигото, ако е бело, потешко се приметува. Кај црната раса, ако е црвено, исто така, кај црвенокочците, тоа се индијанците, и бојата, ако е црвеникава, уопште речиси не се приметува, но он има виталиго. Тоа е исто така и кај луѓето од афричкиот континент кои се поцрно обоени или црната раса, ако се работи за виталиго од црвена или лилјакова боја или розова боја, многу помалку е приметлива. Највеќе приметлива е болеста кај белата раса, луѓе, односно кај луѓето кои што живеат најчесто во Европа, Америка, дел од Азија, но и луѓето кои живеат, да кажеме, на предниот дел на Африка, на источниот дел на Африка, каде што луѓето не се така многу обоени. Па да кажам дека виталигото за среќа не е наследно. Стекнува во текот на животот. Во тек на живот. Причините треба да се барат најчесто во лошата исхрана. Како последица на лошата исхрана од немање на доволен број минерални материи, немање доволен број на витамини, но и на лесно сварливи аминокиселини, кои што ги многу брзо прават беланчевините. А нашето тело без беланчевини не може. Беланчевините се нашиот систем за изградба на телото. Мастите се наш енергенс. Скелето е наша арматура. Костура на човекот е арматура у која се држат сите органи, сите мускули, да кажеме, и сите други органи, и тој облик што го имаме се формира околу нашите коски. И сега зошто само на кожата се појават такви заболувања, а не се откриени дека има некаде внатре на некој од органите, да кажеме на црниот дроб да се појават бели флеки. Сема кој е нешто заболен да има на белиот дроб кој е црвеникав, да има бели бои, да има лилјакови и така натаму, траги линии и така натаму. Или да има на бубрезите кои има типична боја, каква знаеме да има црвена боја, сем ако не е оболен, или бешиката која е релативно блиска со бојата на нашата кожа. Ако има заболување, виталиго да има, она би било обоена или би била шарена или би била на некој начин, ева да кажеме, дури могло и да се појаве да има карирана боја на нечие лице. Да има една боја од една боја
една линија или една флека, па другата да биде до неа друга, или да биде едноставно како цвеќе на некој лице. Кај нашиот народ постои верување, верско верување дека мајката, додека била бремена, крадела цвеќиња и со тоа ќе се јаве цвеќе на лицето. Добро, тоа е за белезите оние. Па тоа се тие други белези, меѓутоа тие други белези се најчесто опраснани со влакненца. Но за ово исто така, ако крала грозија ќе се јаве виталигото увид на грозна, увид на слива, увид на не знам што нема врска со тоа се повеќе суеверија и за кои не сакам ја да разговарам, но да кажам дека основната причина е во исхраната која од мали нозе, још детето додека е цицелче, мајка му ако нема доволно, да кажеме, комплетна храна во млекото, што го дое маленкото дете, може да одма да се формират на некој начин хормонални пореметувања за да дојде до појава на виталиго. Затоа ете мајки, немојте како сега што има навики, уопште не ги дојете децата така, вештачки млека и слично. Така е, или одат за предвремено раѓање со царски рез наместо природен пороѓај, се доведува сето тоа до една состојба која се пренаса, апсолутно се пренаса на плодот. Како што е многу лошо предвремен пороѓај, така е лошо и да престоја детето у мајката. Но сега е некоја мода за која јас немам објаснување, само критички гледам на тоа, се оде многу често на царски рез, за да не се маче мајката при пороѓај. И ќе биде извадено детето. Никој не го пита детето дали му се излегува у тај момент, дали е зрело за излевање, него некаде шон флегне у 9-тиот месец или превале тамо 8,5 месеци, детето бива извадено од мајката. Присилно извадено. Тоа не е природно, присилно извадено. Без да оно сака, ама сака мајка му. Зошто? Затоа што сака да изгледа некако поубава, да биде постројна и да не се расипе линијата, вклучувајќи и тоа да нема болове при пороѓајот. Што е многу лошо. Сега има и други лоши работи кои при пороѓајот се користат како алтернатива за немање на или намалување на боловите со додавање на инекции, со хипнози и така натаму, што е се додатно лошо по детето и опасност по нејното здравје и да го она пренесе тоа неизино лошо здравје и лоша хормонална состојба да го пренесе на детето. Природно си е најдобро. Но затоа ние ќе препорачаме природни лековити билки кои може да помогнат при виталигото, така. Прво да препорачаме, мајки, бидете многу внимателни во својата исхрана, особено во високата бременост, јадете комплетна храна со многу витамини, многу минерални материи, со многу аминокиселини, лесно сварливи храни, но и избегнувајте да пушите, да пиете алкохол или, не дај Боже, да посегнувате и по некои други недозволени средства. Па од овие причини, значи, твој апел што го сега испраќам е една од основните постулати за тоа да детето не добие виталиго. Сега да кажеме дека за среќа ние имаме тука растенија кои можат многу брзо, но со многу страпление, понекогаш треба со месеци, пола година, па некогаш и повеќе да биде виталигото тотално излечено. Што е многу важно, јас имам и добри резултати чак и тука укочани на луѓе кои што се излечија од виталиго, особено женски деца и жени. Што е многу важно, после излекувањето на овој начин со природни лекови, нема више појава на виталиго. Така да сите што не слушате, имајте поверение во природните лекови, па имате поверение и у нас што не слушате и гледате, за тоа што не ви мислиме лошо, само добро ви мислиме и на овој начин, на природен начин настојаваме со добра мисла да ви помогнеме да се излечите од оноа што е многу непријатно, особено за младите девојки. Поминете да ги споменеме. Сега кажавме дека имаме природни лекови, еве да кажам. Таа, сите знаат што е, тоа е мелен сусам, у кој има многу беланчевини, многу природни, лесно сварливи масти, многу витамини, многу незаситени киселини, но и минерални материи. Таа 60 грама и природен мед 40
грама. Онаа позната мешавина од таа аниме, Да. така? Тоа е доза која е доволна за 2 дена. Тој лек се прави, се меша во тегла. Има многу пријатен мирис, нема непријатен мирис, лесно се прима и треба да се зима 3 до 4 пати во еден ден по една голема лажица, 15 до 20 минути пред јадењето. Особено е важно да се зима навечер, пред спање. При тоа да кажам дека не треба да се мачка оболеното место со овој лек. Натаму, да кажам дека се зима 4 дена, еден ден пауза и се така, да кажам за еден месец почнува намалувањето и губењето на непријатната боја, на виталигот. Почна да се губи, прво се губе у овој случај најтемната боја, потоа малку посветлата боја, за последно да се изгубе белата боја. Така да имат страпление и да не мислат дека ете кога почна губењето на црвената боја секи се изгуби. До губењето на сите нијанси на бојата, вклучувајќи последното кое рековме дека е бело обоено дел од лицето, телото или некој наш орган. Натаму, да кажам нешто како добар природен лек е мешавина од 200 грама бадеми, лешници и ораси по 200 грама, но тие треба да бидат свежи, не лански, полански, него да бидат овај годишни, да бидат добро скацани, лешниците изљупени и бадемите, а орасите и не мора да бидат, треба да бидат смелени преко машинка за мелење на плодови, ако нема така, сите имат машинки за мелење на месо, може да бидат смелени. И исто така да бидат измешани со природен мед. Тоа е овака. Некаде околу 33% од мешавината од овие 3 плода, другото да биде 700 грама мед. Заокружено ќе имаме 330 грама, 330 грама многу сречна мешавина која што треба да биде зимана како и претходната, но на исти начин 4 дена, ден одмор, пак 4 дена. Тука при земањето на овие природни плодови, кои што се исто така природни лекови, многу побрзо доваѓа до намалувањето на потемно обоените бои. Потемно обоените. Додека се убрзува и губењето на белата боја, која многу често остане во линии или за несреќа во штрафти. Па имаме некако као карирано последно обезбојување на оболеното место од виталиго. Сега да кажеме дека многу помагат и некои растенија, младите лиси од блак даб. У некои мешавини на чаеви со некои растенија кои ќе ги напоменеме, исто така младите дабови лисје содржат многу танин во себе, но и содржат минерални материи, содржат во себе и глюкозиди, шекери да кажеме, кофеин, кој го намалува болестите, но кафето е познато дека прави неверојатно убава кафена боја. Па према тоа доведува примањето на танините и кофеинот од дабови од лист доведува до на некој начин бојата на лицето да биде вратена. Јас знам од препоручување на ова на луѓето кои примат и зимат така заокружено околу 30 дена од чаеви од дабови лисје, на кои е додадена матичина, малку здравец, лицето на нив се многу брзо обезбојува и за чудо изгледат како да биле некаде на сончање, на летување. Или ќе прашат некоја девојка ако е тоа била претходно со виталиго дека е била на солариум. Никаков солариум го стварат, односно бојата ја повраќат природните лекови. Танинот и кофеинот во дабовите лиси. Уосталом од благиот даб, во старите времења и печен жирот и е правено еден вид кафе, но и леп. Он може да се месе во лебот и е корисен, при тоа се добива обоен црн леп, но хранлив и другото кое имале у оние времења сознанија дека дабовиот жир е лековит и мешан за уништување на паразитите во стомахот. Епа, ако може да бидат уништени паразитите во стомахот,
можат да бидат поттикнати и жлездите со внатрешна секреција да можат да створат соодветен систем за заштита од виталигот. Према тоа не е тоа ништо лошо и ништо страшно, може да се на некој начин користи. И дабовата кора од благиот даб е исто така лековита, како и младите гранчиња кои се варат 300 грама вода со околу 50 до 60 грама лисје, млади гранчиња или дабова кора и се варе 7-8 минути. Тоа треба да преноќева преко ноќ, значи 7-8 сати после тоа. Наредниот ден се прецедува и се користе заедно пак со мед, но и со лук. Немојте да ми речете да не го спомнувам лукот, мора да го спомнам, оти лукот е еден вид универзален лек. Лукот со содржината на сумпор во него, содржината многу на железо, содржината многу на минерални материи и енергенси природни, како и лесно сварливи беланчевини и киселини, делува многу агресивно против појавата на виталигото и го убрзува крвотокот. А штом се убрзува крвотокот, сами знаеме дека тоа е нова енергија, зголемена енергија кај луѓето. А зголемената енергија доведува до зголемување на работата на жлездите со внатрешна секреција и на тој начин доваѓа до побрзо заздравување од ово непријатно заболување. Овие чаеви што сега ги набројав, треба да се чуваат во стаклени садови и на ладно во фрижидер, но никако да замрзнуват. И да се зимат вака како што викавме, да се зимат са бајле на гладно, пред јадење и особено навечер, пред спање, може и пред јадење, но добро би било после пред спањето да се земе еден фулџан од овие чаеви што сега ги набрајавме. Овие чаеви што ги набројавме се углавном за пиење и се само за пиење, не се за мачкање на... Често пати на мене ми кажуваат оболени на кои сме им помагале од оно. Да, бидејќи станува збор за болест на кожата и претпоставува дека треба да се самијат. Така е, они тражат чаре, човек кој тража излез, чаре е турски збор, персиски збор, чаре излез или аман на турски, он се ќе направи само да се куртуле од лошата појава на виталигото. Значи нема зашто да го миете или перете лицето или квасете лицето или... Проблемот е во внатрешноста, веројатно. Тоа е само во работата на жлездите со внатрешна секреција и стварање на одредени, да кажеме, телца на имунитетот, но и стварање на ензими во организмот. Тие ензими допринасат на некој начин образување на целокупната работа на човечкото тело, на сите органи на тело, према тоа и на кожата. А кожата е прв наш одбранбен систем и прво што некој ќе примете, гледајќи во човекот, што ќе примете? Прво ќе примете лицето или кожата прво ќе го види. А кожата е наш прв одбранбен систем. Вториот одбранбен систем се жлездите со внатрешна секреција. Третото е оно што човек сам може да го направи да му се подобре системот или да го упропасте. Системот до тој степен, земајќи алкохол, земајќи цигари, дрога и така натаму. Но спасот е во тоа. Слушајте го гласот на природата, понашајте се природно, не се доведете во стресна состојба и верувајте во силата на лековитите растенија. Така. Ви благодарам за советите за нашите гледачи. Благодарам и на вас. И ако има такви некои непријатни појави, нека не послушат, сами ќе видат дека за околу 30 дена ќе бидат трајно излечени од виталигото, кое не предизвикува физички болови, но само но е голема несреќа за самиот оболен. Психички ги доведува луѓето постојано во стресна состојба и е голема несреќа особено кај младите луѓе кои понекогаш се, да кажам, предмет на подсмев, но у старите времења и предмет на бележење како на непријатни луѓе од, не знам од кои, од сатаните, да кажем. Па пожелувам добро здравје и среќа на сите
Сега му е мајката се има од овие лековити билки и плодови Може да и се наберат, да ги користат и да не послужат на некој начин да може да бидат здрави и среќни. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата разговор со магистер Киро Бајаджиски. Разговаравме за виталигото или болест на кожата, како на природен начин да се ослободите од оваа болест доколку ја имате. Се гледаме следната емисија во истиот термин. До тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.